Според мене и пресудата, аз консултирав и адвокатите, викат Решението. да, решението на судот дека дојдено до тој заклучок дека јавното презентирање на тие информации би представувало грубо кршење на законот. Го спомнуваат законот за класифицирани информации и другите закони и во ред судско решение го почитуваме. Денеска имав прилика јас со моите бранители заедно да ги видиме снимките и се докажува токму тоа за кое што тврдевме. Со целосното гледање на снимките се гледат намерните два прекина на снимките, заради, би рекол, зла намера, апсолутно да се оцрне моето лице. Таму, во тој дел, без да навлегувам секако да доверливоста на самите снимки ја разобличам или слично, се докажува токму тоа. Кога се зборува за парите, се зборува за железо, за цемент, за тули, комплетно за организација за црквата. И апсолутно мене ми е драго што овие комплетни докази судот ги има во предвид и сум убеден веќе дека предметот треба да финишира, секако судот ќе се изјасни за овие работи. Апсолутно ми е драго што ни судска постапка го разобличивме целиот предмет, буквално, како што реков, го отворивме како пупка и преку испитувањето на сведокот, преку презентирањето на оваа снимка, минатото рочиште ги слушавме сите телефонски разговори од примерките кои што беа. Апсолутно верувам дека на сите им е јасно дека се работи за монтиран случај кој што ќе заврши и со ослободителна пресуда. Се откажавте од тројца сведоци и дополнителни докази, зошто? Токму заради тоа што по предметот е веќе се гледа, се е јасно. И јас верувам дека ниту ние, ниту судот треба повеќе да го замараме. Станува повеќе од очигледно дека се работело за агент провокатор, местење, веројатно тоа е заради тоа што имал неколку истраги против него, пазарење се случило во тоа време, се со конечна цел Заев да биде спречен со бомбите. Тоа било конечната цел. Преку сите дури разговорите кои што беа така драматично, бомбастично најавени со самото нивно целосно гледање и нас, кое што апсолутно и од самиот почеток ни беше јасно, верувам и на судот, се гледа дека се работи апсолутно за мотивирање за изградба на црквата. Секој согласно својата определба пред себе и пред Господ може да помогне онолку колку што може, но напоменувам за црквата. Апсолутно се работи за градежни материјали, бетон, железо, тули, работна сила, електрична енергија, плаќање или слично како што стои во тој дел кој што беше сечен од самата снимка. Кога ќе стане правосудна пресудата, нели каква идеја, имате ли можност тогаш да ги представите снимките, бидејќи сакавте и во текот на судењето, дали тогаш можеби ќе можете? Јас ќе го трагам секој можен начин за да тие снимки, посебно тие отсечени делови, ги пуштам во јавноста. Реков, се работи за мојот образ и за моето достоинство и мојата чест. Не знам дали имаме право ние да ги добиеме тие снимки кога ќе заврши. Не, апсолутно не, само судот ги поседува на било кој начин, ако имаме право по закон со завршена правосилна пресуда или слично, некако да ги добиеме. Јас ветувам дека јавно ќе ги објавам, заради тоа што важно е пред се заради мене.